Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Венко Филипче уште еднаш покажува докаде е подготвен да оди за власт, амнестија и моќ, кога се во прашање македонските национални интереси. Прво, уставни измени, а потоа редефинирање на историјата и идентитетот. Филипче не го интересира македонскиот идентитет и интегритет. Тој само сака прифаќање на бугарските позиции и ставање на Македонија во подредена положба, мислејќи дека само така ќе дојде на власт. Филипче како специјален бугарски пратеник на Румен Радев ги синхронизира неговите ставови со Бугарија и ја представува Македонија како проблем, а бугарските барања како европски услов. Истата реторика ја слушаме и од Виктор Стојанов од Фондацијата Македонија, кој е персона нон грата во Македонија, а неговата организација во Македонија действува со пораки насочени против македонскиот идентитет, со негирање на македонската посебност и со обиди македонската историја да се прикаже како бугарска. Венко Филипче е на иста линија и со бугарската министерка на Радев, Петрова Чамова. И двајцата повторуваат дека Македонија преговара со Европската Унија, а не преговара со Бугарија. Но вистината е јасна, а таа е дека токму Бугарија, водена од своји историски и политички интереси, ја блокира и ветоизира Република Македонија на патот кон Европската Унија. За таа цел, бугарските власти со години ги бараат и ги користат слабите точки во македонската политика. Прво тоа беа Зоран Заев и Димитар Ковачевски, а денеска таа улога ја презема Венко Филипче. Наместо да ги бранат македонските позиции, тие прифаќаат туги диктати на штета на сопствената македонската држава. Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН нема да дозволи обезличување на македонскиот идентитет. Историските личности кои твореле, кои го описменувале регионот и се бореле за создавање на македонска држава, не смеат да бидат предмет на политички пазар. Ви благодарам.